Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Изборната кампања и доаѓањето на печалбарите го зголемува ризикот од ширење на коронавирусот. Наскоро ќе започне реконструкцијата на стариот пат Тетово Скопје на потекот Желино до местноста Карпалак. СДСМ со трибина во Врапчиште, ВМРО ДПМН е на средби со Сдружение Алијанса за албанците со активности во Гостивар. 120 нови случаи на COVID-19 се регистрирани во земјава во последните 24 часа, од кои 14 во Тетово и 2 во Гостивар. Починати се и 4 лица од Скопје. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира и 123 оздравени пациенти, од кои 4 од Тетово. Изборната кампања и доаѓањето на печалбарите во родните краишта го зголемува ризикот од ширење на коронавирусот. Периодов на Полошкото подрачје се зголемува фреквенцијата на граѓани, со што ќе расте и ризикот од ширење на коронавирус. Собирите во изборната кампања, која е во тек, досега не беа масовни, но сепак се опасност, со оглед дека тешко оди препораките да се испочитуваат до крај. Доаѓањето на печалбарите ќе значи уште повеќе луѓе на јавни места, во дуќани, угостителски објекти и така натаму. Медицинските лица нагласуваат дека за да се сочува здравјето, од најголема важност е да се следат мерките за заштита. Доаѓаат, грото од нив ќе дојдат со резултати, тоест тестови направени како негативни, но не значи дека при собирање на поголем број на луѓе, значи тие не можат да бидат заразени или пак тие да заразат некого. Така би испратил еден апел и до нив, па и до граѓаните, да се обидеме да ги задржиме, да го држиме растојањето, носењето на маски и личната хигиена. Тоа би била препорака за секој кој ќе ја слушне, нели, изјавава. Само што во моментов ризикот е малку поголем, бидејќи ќе се зголеми и бројот на граѓаните во градот и ќе има поголемо движење во градот, така што контактот е многу поверојатен отколку што беше. Локалната самоуправа на Гостивар во пресрет на пристигнувањето на иселениците во родниот крај најави дека ќе спроведе кампања за информирање и едуцирање околу неопходните чекори што секој поединец треба да ги прави за да го намали ризикот од заразување. Инаку состојбата со ковид на поширокото гостиварско подрачје веќе се оценува како сериозна, со оглед на секојдневното покачување на бројките на заболени. Наскоро ќе се започне со реконструкција на стариот пат Тетово Скопје на потекот Желино до местноста Карпалак. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов при денешната посета на општина Желино најави дека ќе се започне и со проширување на регионалниот пат Желино-Јегуновце. Рече се сите административни процедури се завршени како и проектната документација. Избран е изведувачот на градежните работи кои требаше да започнат порано, но коронавирусот ги одложи работите. Избран е изведувач, дадени се документите на осогласување и јас очекувам за некои 5 дена да стигне повратно дека да, може. На изведувачот за да добиеме на време му е кажено веќе да се припреми и времен режим за сообраќај, така да од кога ќе не биде потврдено се од Европска банка, а ќе биде многу брзо потврдено, веднаш потоа се почне со работа. Ќе се работи под време режим на сообраќај, затоа ќе бара мало разбирање и од жителите, граѓаните на овој патен правец да бидат трпеливи, бидејќи кога се работи под време режим на сообраќај, тоа значи ем да се вози, а ем да се гради. Градоначалникот на општина Желино Блерим Сейдиу истакна дека патните правци од неговата општина до Карпалак и до Јегуновце се едни од најфреквентните во регионов и нивната рехабилитација е неопходна. Ова постапка е затворена и конечно по 30 години, значи овој пат кој е по меѓу најфреквентирани, значи во цела Македонија, значи главната артерија што го поврзува Скопје со Тетово и сите администратици, значи што одат во Скопје и враќајќи во Тетово и Гостивар, поминуваат на овој пат не само тие, значи и бизнис секторот, па и сите граѓани.
Китанов изјави дека се работи на решавање на најгорливиот проблем во Тетово, а тоа е изградба на обиколница од автопатот Тетово Скопје пред влезот на градот, се до Теарце. На тој начин возилата кои се обраќаат во правец кон Јажинце немаат потреба да влегуваат во град и да создаваат гужви. Пожар во автомобил на паркингот кај трговскиот центар Палма Мол во Тетово се случил вчера вечер околу 21 часот. За среќа нема повредени, но причината е материјална штета. Од противпожарната територијална единица веднаш реагирале и успеале да го локализираат пожарот. Група граѓани вчера вечер пријавиле дека имало пожарено возило пред трговскиот центар Палма Мол во Тетово. Автомобилот се наоѓал на паркингот, а пожарникарите веднаш реагирале за да спречат ширење на пламените јазици. За среќа нема повредени, но причината е материјална штета. Од територијалната противпожарна единица Тетово вела дека ова е трет ваков случај во изминатите 10 дена. Од наша страна беа преземени сите неопходни мерки да што побрзо стигнеме на лице место и да го локализираме и да го ликвидираме тој пожар, бидејќи постоеше опасност да се фатат од пламените јазици и другите моторни возила што биле паркирани во тоа време. Причината за избавување на тој пожар у тоа патничко моторно возило е плинот. Неисправноста од плин, гасот, бидејќи патничкото моторно возило што избувнал пожарот било со плин. И од територијалната противпожарна единица апелираат граѓаните да бидат особено внимателни овој период заради високите температури. Со истиот апел и од секторот за внатрешни работи Тетово, особено оние кои работат на поле или во шума, како и оние кои престојуваат на излетнички места, да се воздржат од палење огнови и отпадоци. Во спротивно, ќе се соочат со ригорозни законски санкции, кои по крајна инстанца предвидуваат и затворски казни од 6 месеци до 8 години, зависно од видот на пожарот и другите околности и последици. Секторот за внатрешни работи Тетово периодов презема и координирани превентивни мерки, а ќе бидат засилени и планираните контролни активности на поширокото подрачје. 9-годишно дете пешак повредено во сообраќајна незгода во гостиварско Беловиште. Во полицискиот билтен регистриран физички напад и нарушување на јавниот ред и мир. Вчера на локалниот пат во гостиварското село Беловиште трактор управуван од 29-годишник од ова село удрил во 9-годишно дете пешак од Штип. Во несреќата пешакот се здобил со тешки телесни повреди и бил пренесен во гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. На местото на незгодата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. 29-годишен гостиварец вчера пријавил дека во гостиварска Долна Бањица физички бил нападнат од повеќе лица, од кои неколкумина ги познавал од порано. Подоцна лишени од слобода и повикани во полициската станица Гостивар биле вкупно 5 лица од Долна Бањица, на возраст од 21 до 43 години, а поради сомнение за нивна инволвираност во овој настан. 38-годишник од Гостиварско Видуше пак во СВР Тетово пријавил дека на улица ЈНА во Гостивар, каде со неговиот брат и внук изведувале градежни работи. Околу 16 часот бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка, во која учествувале и неколку непознати лица. Набрзо во полициската станица Гостивар биле приведени 2 лица од Видуше и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе следуваат соодветни поднесоци. Во текот на изминатото деноноќе, според статистиката на СВР Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 83 лица, од кои 61 на тетовското и 22 на гостиварското подрачје, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Коалицијата Можеме вчера одржа граѓанска трибина во Врапчиште. Оттаму кандидатите за пратеници ги најавија предвидените проекти за овој регион. Во програмата предвидуваме средства и во излагањето кажав за сите оние посебно за инфраструктурни проекти кои што сметам од досегашните средби што ги имав тука со граѓаните им се неопходни.
предвидуваме реконструкција на локални патишта, како што се Зубовце, Галате. Бејџан ја најави изградбата на спортско-училишната сала во Врапчиште, до опремување на детската градинка е потребно, реконструкција и проширување на водоводната мрежа и сите оние проекти, сите оние потреби кои што ќе ги изразат граѓаните, значи цврсто ќе застанеме и ќе ги промовираме проектите во органите, во институциите на системот, за да се помогне на овие жители да имаат нормален живот, нормален пристап до институции, нормален пристап до собствените домови. Değerli Vrapçı'da halkı ve kameralar karşısında bizleri bugün partilerinden... Турците активно учествуваат во политичкиот живот во нашата држава и се важна алка во нашето мултиетничко општество и продлабочување на традиционалните пријателски односи со Република Турција. Мислејќи за подобра иднина, ние дојдовме да бидеме во коалиција со СДСМ. Имаме програмски усогласувања и затоа сме дел од коалицијата Можеме. 30 години на политичката сцена здружена сила со исто така стара, искусна голема партија како СДСМ, за подобра иднина на сите. Нашиот стремеж од тогаш бил и останува ист. Земја со еднакви права и можности за сите. Seçim programı halinde sizlerin karşınıza çıktık. Носителката на листа во изборна единица 6 на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија Дафина Стојановска денес во Тетово оствари средби со Сдруженијето на глуви лица, Сдруженијето на слепи и Сдруженијето со телесен инвалидитет Мобилност. Имавме интересни и конструктивни разговори на кои што овие луѓе кажаа дека изминативе 3 години имале можност да видат и увидат кој и колку се грижел за нивните проблеми и барања. Исто така, заеднички дојдовме до заклучок дека она што Зоран Заев не ги слушаше и не ги гледаше собствените граѓани, односно она што Зоран Заев не покажа слух и вид за желбата на граѓаните на Република Македонија како пред, така за време, така и после, особено референдумот 2018 година, е најголемиот хендикеп за граѓаните на Република Македонија. И токму затоа, ние, дел од кандидатите на пратеничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија, се обврзуваме дека од 15 јули ќе направиме повеќе за сите и секако повеќе за овие наши сограѓани. Коалицијата Сега е време на Алијансата за албанците и алтернатива денес во предизборни активности во Гостивар. Коалицијата Сега е време на Алијанса за албанците и алтернатива денес во рамки на предизборната кампања организираше активности со младите во Гостивар. На главната средба во градскиот парк се обрати и председателот на Алијанса Зијадин Села. Нашата коалиција се грижи за семејството за младите. Тука би го спомнал феноменот со казината и коцкањето и сакам да кажам дека во програмата предвидуваме законска регулатива со која казина ќе може да има само во хотели со 5 звезди. Исто така, предвидуваме вработување на младите албанци во јавните служби, но и во другите компании и на тој начин тие ќе добијат шанса да дадат свој придонес во општеството. Одиме на терен и се гледаме. Сите албанци сакаат промени, ке гласаат за нашите кандидати. Тоа е кадар кој што нема товар на компрометираност. Нови избори ќе победиме сигурно и тоа ќе биде голема победа во сите места каде што живеат албанци. Изборните активности коалицијата на Алијанса и алтернатива денес ги продолжи во неколку тетовски села. Владата ја укина забраната за одигрување на надпревари во екипните спортови. Тие сега ќе можат да се играат, но без присуство на гледачи на трибините. Владата на Македонија на последната седница донесе одлука со која се дозволува одигрување на надпревари во екипните спортови. Сепак надпреварите на краток и среден рок ќе се играат без присуство на публика и протокол за здравствена безбедност на сите учесници. Со ваквата одлука престанува да важи одлуката од 12 март, кога беше забрането одигрување на спортски надпревари и беа прекинати сите првенства.
Со одлуката на владата се задолжуваат сите спортски федерации да изготват протоколи за тренинзи и одигрување на надпревари, со цел заштита на сите инволвирани од COVID-19, кои потоа треба да бидат одобрени од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство. За очекување е прво да започне фудбалското првенство, чиј старт е закажан за 9 август, и токму поради тоа ФФМ прва го подготви протоколот кој доби зелено светло за спроведување од надлежните. Протоколот веднаш е испратен до сите клубови, кои треба да се прилагодат кон мерките кои се предвидени. Останува нејасно дали забраната за присуство на гледачи ќе важи и за репрезентативните настапи на македонските национални селекции, со оглед на тоа што ни предстои богата репрезентативна понуда на есен. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!